На следната видео сесија ќе покажеме како изгледа исплатното ливче за плата за одреден вработен, како и како истото се испраќа директно на мејлот на еден или на повеќе вработени преку ЛС центарот за имејл и автоматско испраќање. Значи, исплатното ливче за плата може да се стартува од различни места. Во моментот ќе покажеме како се стартува од месечната картичка за плата во делот за извештај. Кога ќе се отвори прозорецот, се избира за кој вработен сакаме да го изгенерираме ливчето. Сега ќе покажеме со вработената која што претходно ја отворивме. Се избира платата за месец, еве конкретно јануари, и се избира типот на облигација што за кој што е изработена платата, нели може да биде аванс, може да биде и 103 и така натака. Од кога ќе се стават овие податоци, на превју се добива исплатното ливче за плата. Исплатното ливче за плата го содржи логото на компанијата која што исплаќа плата за вработените, името и податоци за месецот за кој се врши исплата, број на вработен, име и презиме, од кој тиме, матичен број и сметка во банка. Во вториот дел фактички се наоѓа рекапитуларот на платата, односно колку изнесува целата договорена плата, колку е минатиот труд, значи согласно минатиот стаж на вработената, има 2% на минат труд над износот на договорена бруто плата и избирот на тоа представува основа за пресметка на нето платата, личното ослободување за годината и податок на основица за персонален данок. Чистата плата, како што гледаме, изнесува 30.439 денари. Во третиот дел имаме рекапитулар на персоналниот данок и на задолжителните придонеси и износ за вкупен придонес. Значи, најдолу имаме колку е нето за исплата, односно нето износот кој што го добива вработениот согласно направената пресметка. Доколку за одреден вработен има различни видови на бруто или нето одбитоци кои што се одземени од платата за соодветниот месец, тие ќе се појават во уште еден поделен дел на исплатното ливче, каде што нето за исплата износот ќе биде различен од вкупниот нето пресметан износ. Ова исплатно ливче може да се зачува во Excel, во PDF или во Word. Оно што сакам да го покажам во вториот дел од оваа сесија е како автоматски се испраќаат исплатните ливчиња до вработените. Како што сите знаеме, законска обврска на компанијата е да достави исплатни ливчиња до сите вработени, ажурно и навремено, веднаш по исплатата на платата за соодветниот месец. За да бидеме сигурни дека вработените навремено ќе ги добијат своите исплатни ливчиња, направивме опција истите да можат автоматски да се праќаат преку имејл. Така, од ЛС центарот за имејл ќе покажеме како се испраќа исплатно ливче за една вработена, а доколку сакаме да ги испратиме за сите вработени за кои што исплатена плата, во тој случај филтерот за број на вработена станува празен. Во овој случај ќе го избереме вработениот, односно вработената со број 6. Предефиниран е месецот и типот на обврска за кој што сакаме да го испратиме исплатното ливче и изборот на акција е исплатен лист на вработен. Со кликнување на копчето ОК, исплатното ливче се испраќа до вработената Елена Петровска на имејлот кој што претходно е ставен, односно дефинирана на нејзината картичка. За цели на оваа презентација кажав дека таму ќе го ставам мојот имејл, така да може да видиме како изгледа исплатното ливче, односно мејлот кој што го добива вработениот по имејл. Еве сега ќе прикажеме како стигнува мејлот со исплатното ливче што се испраќа на вработените. Во секој момент очекуваме да стигне. И во мејлот, значи, во бодито на мејлот има порака која што се задава еднаш во сетапот. Еве го стигна мејлот, значи доаѓа од Payroll сервисот на логин системи и гласи: почитувана Елена Петровска, повелете исплатно ливче за вашата плата за 2018-01 со тип на обврска 101 и ако има некоја грешка каде треба да се обрати, срдечен поздрав која испраќа оваа порака. Во атачмент на самата порака, значи се наоѓа исплатното ливче
во PDF формат, исто како што го видовме претходно, со сите соодветни податоци за исплатената плата во месецот кој што го презентираме.